Здраво на сите. Сега продолжуваме со почетниот курс по латински јазик, колоквиум тертиум. Разговор трети. Значи, за прв пат се среќаваме со редниот број трет, трета, трето, тертиус, тертија, тертиум. За машки род рековме завршува на ус, тертиус, за женски род на а, женска буква а, тертија и среден род тертиум. Трет, трета, трето. Колоквиум кажавме именката разговор и завршува на ум и среден род. Персона е личности, множина од персона. Тоа го кажавме на првиот час. Делија, Сирија, Емилија, Јулија. Пуела, дормит. Пуела, именка. Не знам дали до сега сме ја сретнале, може би прв пат. Пуела, нормално, именка од женски род, завршува на а. И веднаш знаеме дека множината ќе биде на а е. Пуела е. Значи, девојка. Ако пуела е девојка, пуела е ќе биде множина. Нормално. Девојки. Значи, да се подсетиме, женскиот род завршуваат во множина на ае. Што беше од ај. Нели? И на македонски множината завршува на и. Девојки. И имаме глаголот дормит. Дормит. Веднаш препознаваме по завршетокот на т дека е трето лице еднина, по ито дека е овој глаголот четврта група на и по основата дорм ни асоцира на дормео, дормире. Значи спие. Спие. Девојката спие. Кога сме веќе кај глаголов дормит, веќе претходно поставивме видео како се прави сегашно време. Еве да го смениме глаголов во сегашно време. Спијам, првото лице ќе биде како? Нормално, дормио со о. Ото е завршеток за прво лице. Второ лице множина ќе биде дорми, основата и с, дормис, со с, знак за второ лице. Третото лице ќе биде, веќе го имаме, дормит, спијат, на т. Дормис, спиеш, сш. Множина ќе биде еднина. Множина ќе биде првото лице множина основата, значи дорми. И завршетокот мус за прво лице множина дормимус. Бидејќи основата е на и, акцентот ќе паѓа на и, тоа е долго. Дормимус, не дормимус, не дормимус, ами дормимус. Спиеме. Спие, ете и кај нас една м, спиеме. Второто лице ќе биде дорми основата и тис, дормитис. Спие, те, кај нас е те. Завршетокот кај нив е тис, значи кај нас е со т. И трето лице множина спијат, дорми основата и едно
ната, дорминт и под влияние од третата група едно у дополнително дормиунт, спијат. Спијат. Спијант. Спијант. Ова носовката кај нас е претворено во едно ат. Значи, девојката спие. Quae est puella quae dormit? Quae беше прашално зборче за женски род, која, квиз за машки род, кој. Quae, која е девојката која спие. Гледате, и кај нас, и во латинскиот како и кај нас, прашалната заменка и односната заменка е иста. И која е девојката кога прашуваме, и која што спие, и која, повторно, и односната заменка и кај нас е иста, која. Исто и на латински. Puella quae dormit est Julia, filia Aemilia е. Девојката која што, еве, повторно односната заменка quae, која што дормит, спие, е Јулија. Филија, што беше филија? Се сеќавате мислам од втората, од колоквиум секундум беше. Филија на именка од женски род завршува на а е ќерка, за разлика од филиус, што завршува на ус кој е машки род, е син. Е Јулија, ќерката Аемилија е. Емилија, рековме кога женскиот род завршуваат на ае, или е множина, или е падеж генетив, тоест родителен падеж, тоест на припадност. Значи, бидејќи од Емилија е лично име, логично е нема множина, останува да биде генетив, ќерката на Аемилија. Анкила кантат. Се сеќавате, Анкила беше слугинка од женски род. Множина слугинки ќе биде како Анкила е. А генетив на слугинката повторно Анкила е. Кантат, имаме нов глагол, кантат. Повторно од овата гледаме дека се работи за трето лице еднина. Кантаре на италијански, нормално, пее. И као ќе биде сега во сегашно време во сите лица, за прво лице канто, од канта основата јо, кантао, ао рековме дека секогаш преминува во о, едно големо. Канто, кантас, со с. За второ лице пееш, кантат, пеет, кантамус, пееме, пеемус. Кантатис, пеете, пеетис. И кантант, со ната, пеат, пеант. Слугинката пее, ла. Quae est Anquila quae cantat? Повторно. Која е слугинката која пее? Истиот концепт, иста реченица горе, само што се изменети. Изменете глаголот, овдека е quae dormit, која што спие, овдека која што пее. Anquila quae cantat est Delia. Слугинката која пее или која што пее е Делија. Cur Delia cantat? Cur, прашално зборче, зошто, со значење на зошто. Cur зошто. Зошто Делија пее? Делија cantat quia laeta est. Quia, бидејќи. Неменливо зборче. Сврзник за причински реченици. Бидејќи. Зошто, од една страна, одговор на зошто е бидејќи. Бидејќи е лаета, значи е некаква.
Лаета, како ќе биде оваа придавка во машки род? Нормално, лаетус на ус ќе завршува. Женскиот род си е лаета на а, средниот род лаетум на и значи радосен, радосна, нормално средниот род радосно. Делија пее бидејќи е радосна. Сира делијам аудит. Сира аудит. Имаме еден глагол во трето лице повторно. И да знаме дека во трето лице според завршетокот т. Аудит, нормално, значењето е слуша. Ни асоцира на аудио. Слуша. Исто се менува како дормит. Аудио, аудис, аудит, аудимус, аудитис, аудиунт. Слушам, слушаш, слуша, слушаме, слушате, слушаат. Сира ја слуша Делија. Сега, овдека да објасниме за падежот акузатив. Падежот акузатив е падеж на директниот предмет и тој завршува секогаш на м. Без разлика дали е женски род со а, ам, ако е машки род ќе биде со у, од ус, ако е среден род повторно си е За еднина зборуваме. Значи, овдека знаеме дека сега сира е подмет, извршител на ова аудит, сира е таа која што слуша, но предметот на слушањето е Делија. Сира ја слуша Делија. Ако сакавме да речеме Делија ја слуша сира, тогаш Делија ќе беше подмет и извршител на дејството, ќе завршуваше без ова м, Делија, а сира, како предмет на дејството, ќе биде со завршеток на м, ќе биде сирам. Значи, ќе биде во тој случај Делија, сирам, аудит. Разбираме? И тоа е падежот акузатив. Одиме понатаму. Сира е Делија sunt анкилае аемилијае. Сира и Делија се, трето лице множено глаголот сум, се анкилае. Ако анкила е слугинка, анкила е множина слугинки, аемилијае. На а е, значи, од Емилија ова е или множина, Емилии, или генетив на Аемилија. Нормално, во случајов е генетив на Аемилија. Сира и Делија се слугинки на Аемилија. Сира. Ст. Делија. Пуела меја дормит. Ш. Делија. Девојката моја спие. Нормално, меја беше моја. Меус, машкиот род мој, меја, женски род моја, меум, среден род моје. Тоа е од претходната лекција веќе познато. Пуела туа, девојката твоја, и ова од претходната лекција. Туус, машки род твој, туа, женски род на а, твоја, туум, среден род на твоје. Која е пуела туа? Која е девојката твоја? И тука се ни е познато, која е прашална заменка за женски род која. Сира одговара, ест Јулија. Јулија е. Делија. Јулија non est tua puela. Јулија puela Аемилија е ест. Јулија не е твоја девојка. Не е твое девојче. Јулија е девојче, девојка, Аемилија е. Завршува на а е, значи генетив припадност на Аемилија. Сира, Јулија ест филија Аемилијае, et mea quoque puella est. Јулија е ќерка на Емилија и моја исто така е девојка. И моје исто така е девојче. И исто така е моје девојче. Quoque, знаеме од минатите часови, дека означува исто така е неменливо зборче со значење исто така. Продолжуваме. Делија.
Ла 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 пее, значи. Анкила лаета кантат. Слугинката, нормално, лаета рековме, значи срекна, радосна. Радосна кантат пее. Како ќе биде слугинките радосни пеат во множина? Од слугинка множина анкила е, од лаета множина лаета е, радосни, женски род множина, нели, и придавката, и кантат, кантант, со НТ, трето лице множина. Syra, ст. Јулија те аудит. Ш. Јулија слуша те. Јулија слуша тебе. Јулија те слуша. Исто како на македонски. Те е предмет, тоест акузатив, од личната заменка ту, што значи ти. Исто како кај нас. На македонски. Ти е кога е во позиција на подмет во реченицата, тоест во номинатив, а тебе те е кога е во позиција на предмет, тоест во акузатив. Кај нас остатоци од падежи, значи има кај заменките. Јас, номинатив, мене ме, акузатив, мене ми, датив. Ти, номинатив, тебе те, акузатив, тебе ти, датив. Тој, номинатив, него го, акузатив, нему му, датив. Таа, неа ја, акузатив, нејзе и, датив, а таа во номинатив. Тоа, номинатив, него го, акузатив, нему му, датив. Колку да имаме една представа како функционираат падежите. Значи, те, рековме, е акузатив, акузатив од ту, што е превод за ти. Значи, акузативот е предметот, ти ќе биде тебе, те или само те. Кратката заменска форма за директен предмет само те. Јулија те слуша, Јулија слуша тебе, или Јулија тебе те слуша. Syra irata est. Syra е ирата. Оваа придавка, мислам дека се кеаме прв пат. Како ќе биде за машки род? Нормално ќе завршува на ус. Иратус. Женски род веќе имаме ирата, со а, со женска буква, и седен род иратум. На седен род. Иритиран, изиритиран. Кај нас nije poznato, znači nervozen, nervozna, nervozno. Nervozen, nervozna, nervozno. Syra je nervozna. Delia, ha 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 je. Julia me non audit, koja dormit. Ha ha ha. Julia ne sluša mene, me. Мене не ме слуша. Наместо те, тебе те, сега имаме ме, мене ме, исто како на македонски. Значи ме е акузатив, знак, форма за директен предмет од личната заменка его во номинатив јас. Значи, јас во номинатив, кога ќе биде предмет директен, ќе биде мене ме, или само кратката форма, краткиот облик ме. Јулија мене не ме слуша. Кај нас ги делиме долгата и кратката. Кратката оди после негацијата. После частичката за негација не. Јулија мене не ме слуша. Која дормит, бидејќи спие. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Делија ридет ет кантат. Делија
пее и ридет. Имаме нов глагол, значи ридет. Од која група е овој глагол? Нормално основата му завршува на е, значи од втора група. Ридет, според завршетокот на т, гледаме дека е трето лице. И значи значењето му е се смее. Се смее. Како ќе биде во прво лице? Во прво лице ќе биде, нормално основата му е риде, од втора конјугација. Првото лице ќе биде ридео со о за прво лице. Второто лице ќе биде риде основата и с, ридес, се смееш. Трето лице ќе биде риде основата и т, ридет, се смеет, се смее. Прво лице множина, риде основата и мус, ридемус, со акцентот на е, зашто е од основата ова е и е долго, ридемус, значи не е ридемус, не е ридемус, ами ридемус, се смееме. Второ лице, риде основата и тис, ридетис, се смеат, се смеете. И трето лице, множина, се смеат, ридент, ридент. Делија ридетет кантат. Делија се смее и пее. Јулија Делијам аудит. Јулија ја слуша Делија. Како ќе биде Делија ја слуша Јулија? Делија ќе стане подмет, значи ќе биде во номинатив. Делија ќе биде без м, а Јулија ќе стане предмет на дејството и ќе завршува на м. Делија Јулијам аудит. Јам нон дормит пуела. Јам, неменливо зборче, веќе. Веќе девојката нон дормит. Веќе девојката не спие. Веќе девојчето не спие. Како е трето лице множина од дормит? Тие спијат. Тит. Дорми унт. На ната. Дорми унт. Венита Емилија. Домина анкиларум. Венит, глагол, трето лице еднина. Го гледаме дека е трето лице еднина, поради тоа што завршува на т. Познат ни е овој глагол, понаа позната изрека на Каесар Вени види вики, дојдов видов победив. Значи венио значи доаѓам и е нормално од четврта група. Вени му е основата, на и завршува. Венит значи ќе биде доаѓа. Доаѓа. Венио доаѓам, венис доаѓаш, венит доаѓа, вениmus на мус доаѓаме, венитис доаѓат и вени унт доаѓаат. Доаѓа Емилија, домина, скевате што беше домина? Домина, господарка на а доминус на ус машки род господар, анкиларум. Сега имаме нов облик. Рековме дека анкила означува слугинка. Слугинка. Анкила. И уште рековме дека ова именка од женски род ја познаваме по тоа што завршува на а. Кажавме дека кога анкила ќе завршува на а е, анкила е. Тоа е или множина и ќе значи слугинки, или ќе биде генетив еднина за припадност, и ќе значи на македонски ја преведиме на слугинката, на слугинката, на слугинката,
Тука должам извинување, слугинка се пишува со Г, а не со Г. Sorry. Значи, до каде стигнавме? И сега сакавме да објасниме дека анкиле може да биде и генетив на слугинката, но генетив множина на слугинките ќе завршува на арум, на рум. Значи, кога ќе видите да завршува на рум, тоа е генетив множина. Во случајов имаме именка од прва група, А група, женски род, анкила и едно рум како завршеток. Сега ќе го научиме за генетив множина и тоа ќе го преведиме со на слугинките. Добро, на слугинките. Доаѓа Емилија, господарката на слугинките. Делија јам нон кантат некве ридет, која доминам видет. Делија веќе не пее, нити некое, или и не се смее, нити се смее. Која, бидејќи, видет, гледа, што гледа, кој е предметот на гледањето, завршува на м, акузатив, бидејќи ја гледа господарката. Ајде да видиме, да речеме, господарката веќе не се смее, нити пее, не пее, нити се смее, бидејќи ја гледа Делија. Господарка ќе биде на А, без м, домина, јам нон кантат некој ридет, која дели ам, веќе ќе биде со м, која делијам видет. Видет се менува исто како ридет. Ридео, видео, видес, видет, видемус, видетис, видент. Гледам, гледаш, гледа, гледаме, гледате, гледаат. А Емилија, која е Јулијам нон видет, сирам интерогат. Уби ест Јулија сира, а Емилија, која што, односната заменка, не ја гледа Јулија, Јулија завршува на м, акузатив, директен предмет, прашува, кого го прашува сира е предмет на прашањето, ја прашува сира, знаеме по м. Каде е Јулија сира? Интерогат, значи имаме нов глагол, интерогат. Интерогат, нормално трето лице, го гледаме по Т, по А-то гледаме дека од прва група, interrogation на англиски, to interrogate, да испрашува, значи преводот му е прашува. Као ќе биде сега во другите лица? Имаме прво лице, еднина, прашувам јас, основата значи е интерога, интерога и едно О за прво лице, интерогао, но рековме дека А заедно со О кога ќе се сретнат, секогаш даваат едно долго О, што значи резултатот ќе биде интерого. Прашувам. Второто лице си е нормално. Интерогас со С. Второ лице еднина. Трето лице еднина. Интерогат со Т. Прашуват. Прашува. Прво лице множина. Интерогат.
га основата и мус, интерогамус, бидејќи а е од основата, акцентот паѓа на а, интерогамус не е интерогамус, не е интерогамус, туку интерогамус, прашуваме. Второ лице еднина интерогатис, прашувате. И трето лице е множина прашуваат, основата ината интерогант, прашуваат. А Емилија, која што Јулија не ја гледа, ја прашува Сира. Убиест Јулија, каде е Јулија Сира? Каде е Јулија Сира? Делија респондет. To respond на англиски одговара. Значи како резултат на интерого, прашувам, е респондео, одговарам. Делија одговара, трето лице еднина, и глагол од е група, респондео. Значи имаме нов глагол. Опс. Респондео е група. Респондео второто лице ќе биде респондес со с, одговараш, респондет одговарат, респондемус одговараме, респондетис одговарат и респондент одговараат. Значи од втора група глагол на е основи одговара. Така. Дали одговара? Филија туа нон хикест домина. Керката твоја не е хик. Хик прилог за место, за блиско место овде. Хик, овде. И хик. Филија е, керката твоја не е овде домина, господарке. Хик значи неменливо зборче, прилог за место со значење на близина, хик, овде. Овдека. Хик, к, овдека, со к, и кај нас има к, овдека. Сира вели, домина нон те, сет ме интерогат. Господарката, глаголот е интерогат. Таа прашува. Господарката прашува нон те, не тебе, но мене. Господарката не тебе те прашува, но мене ме прашува. Господарката не тебе, но мене ме прашува. Така, нека ги спомнавме, прокоментиравме за ме и за те. А Емилија интерогат Сира. А Емилија ја прашува Сира. Како ќе биде Сира ја прашува Емилија? Сира со а, интерогат, а Емилијам со ма. Кур филија меја хик нон ест? Зошто керката моја овде не е? Сира. Јулија хик нон ест која дормит. Јулија хик нон ест која дормит. Јулија овде не е, бидејќи спие. Јулија која јам нон дормит, сирам вокат. Сира. Јулија која што, се сеќавате, ова е односната заменка, која веќе не спие, ја вика Сира. Вика Сира. В глаголот вокат, уште еден нов глагол. Во трето лице еднина на т, по т-то знаеме дека е, по а-то гледаме дека е прва група, значи е прва група, можеме да го поврзиме со вокал, познато зборче наше, шпанското вока, вокс, вокални, вокално придавката, вокален, вокално, вокално, значи глас, тоест зборува, би било, или вика, вокат, вика.
Би се сменило, во прво лице би било воко, од вокал, нели а останува о, воко. Второ лице вокас, ти викаша, вокаса, вокаш, вокат, викат, вокамус, викамус или викаме, вокатис, викатис, викате, вокант, викант или викаат. Така, што вика? Сира. Сира, поелам, но наудит. Сира не слуша. Кој е предметот на слушањето? Поелам, гледаме помато дека е предмет на слушањето. Сира не ја слуша девојката. Како ќе биде девојката не ја слуша Сира? Поела без ма, сирам со ма нон аудит. Сета Емилија еам аудит. Но а Емилија слуша еам. Ова еам одма гледаме помато дека е предмет на слушањето. Значи е нешто што Емилија го слуша. Бидејќи има а внатре женски род, и ова е акузатив од заменката показна тој, таа, тоа, која после ќе ја учиме, сега ќе знаеме само дека е директен предмет за женскиот род, а директен предмет за женски род од заменката тој, таа, тоа е неа. Неа. За машки род ќе биде еум со у, ќе биде него. Но а Емилија ја слуша неа. Значи сега за еам ќе научиме дека е акузатив. Акузатив од личната, од показната заменка таа за женски род, за машки род тој, таа, тоа, која што уште не сме учеле во номинатив. И уште тука да, значи, можеме да го продолжиме нашето знаење тука. Ако еам е за женски род, за машки род ќе биде еум. Еум и ќе биде со значење дека ќе напишеме неа. Неа, а тука него. Нели не велиме, но а Емилија ја слуша таа, туку а Емилија ја слуша неа. Не велиме а Емилија го слуша тој, ами а Емилија го слуша него. А Емилија, Јулија non dormit, те вокат. Јулија не спие, те вика. Сира интерогат. Сира прашува. Коем Јулија вокат? Јулија вика кого нама. Предмет на викањето, нели? Квае беше прашално. Прашална заменка во опозиција на подмет која. Квиз, ако е машки род, кој. А коем со ма како предмет на слушањето. Кого? Јулија вика кого? Кого го вика Јулија? Јулија вика кого? Тука можеме да дадеме едно интересно објаснение на прашалните заменки, да кажеме, на другите воопшто прашални зборчиња. Еве ќе напишеме Јулија вика кого? Прашалните зборчиња се како, можеме, ако реченицата ја сватиме како математички, прашалните зборчиња се како променливи, празни места, како X. Место резервирано за одговор. Но има облик, но ја чува информацијата за обликот на одговорот. Ја чува информацијата за функцијата на одговорот. Ако одговорот е директен предмет, и прашалното зборче и го има обликот на директен предмет. Ако одговорот треба да биде во акузатив, и прашалното зборче е во акузатив. Кого? Одговор може да биде Јулија вика, тоест го вика, ние би рекле, пријателот. Јулија вика пријател. Пријателот, де е предмет на викањето, ќе биде во акузатив. Кого, како резервирано место за одговорот пријател, исто така е во акузатив. Коем, со м. Така?
Добро. Значи, пешалните зборчиња ги сваќаме како променливи. Реченицата сваќаме како равенка. Променливата е облик резервиран за одговорот, но не било каков облик. Облик во кој што има информација за функцијата на тој одговор. Ако одговорот очекуваме да биде во еднина, и прашалното зборче е во еднина. Ако одговорот очекуваме да е женски род, и прашалното зборче е женски род. Ако одговорот очекуваме да биде акузатив, тоест предмет, и прашалното зборче е во акузатив. А Емилија респондет. А Емилија одговара. Тебе. Гледате? Тебе те вика. Таа вика тебе. Тебе е во акузатив. Предмет на викањето. Јулија а Емилија викат. Јулија ја вика а Емилија. Мама, мама. Јам сира Јулијам аудит. Веќе сира ја слуша Јулија. Како ќе биде веќе Јулија ја слуша сира? Јам Јулија сирам аудит сома. Сира. Јулија нон ме, сет те вокат домина. Јулија не мене, но тебе те вика господарке. Јулија венит ет а Емилијам интерогат. Јулија доаѓа и прашува Емилија. И ја прашува Емилија. Емилија е предмет на прашувањето. Значи, не е Емилија таа која што прашува, ако беше така ќе беше Емилија без ма, ами е таа која што е прашувана. Јулија доаѓа и ја прашува Емилија. Кур сира нон венит? Зошто сира не доаѓа? А Емилија, нон венит, која те нон аудит. Не доаѓа бидејќи која не слуша кого, кој е предмет на слушањето те, бидејќи не слуша тебе, бидејќи тебе не те слуша, бидејќи не те слуша тебе, бидејќи не те слуша. Сира, о, хикест меа Јулија поела, о, овде е мојата девојка Јулија, моето девојче Јулија, мојата Јулија девојчето. Така, моето девојче Јулија. А Емилија, меа поела ест Јулија, нон туа. Моје девојче е Јулија, не твое. Моја девојка е Јулија, не твоја. Сет кур нон дормит, но зошто не спие? Нон сира, сет Јулија респондет. Не сира, но Јулија одговара. Пазите, не одговори, одговори е минато свршено време, ами одговара сегашно време. Се уште не сме учеле минато време. Сега уште сме само со сегашно време. Не сира, но Јулија одговара. Која анкила кантат ет ридет. Бидејќи слугинката пее и се смее. Како ќе биде бидејќи слугинките пеат и се смеат? Од еднина множина. Која анкила е множина, кантант ет ридент со ната. Како ќе биде бидејќи се смееме, бидејќи пееме и се смееме ние, прво лице множина, која кантамус ет ридемус. Како ќе биде бидејќи се смеете, бидејќи пеете и се смеете, која кантатис ет ридетис. А Емилија ирата сирам интерогат. А Емилија ирата, што беше ирата? Ирата, иритирана, иратус, машки род, иратум, ирата, женски род, иратум, седен род, нервозен, нервозна, нервозно, иритиран, изиритирана, изиритирано. А Емилија, нервозна, ја прашува сира. Како ќе биде, а Емилија ја прашува изнервираната сира, ако нервозната сира, ако нервозна е квалитет на предметот на сира, ќе биде во акузатив. А Емилија интерогат сирам и ратам. Значи, според завршетокот гледаме на кого се однесува таа придавка. Придавката мора со именката на кој што се однесува да биде во ист род, број и падеж. Кај нас во ист род и број. Не може да биде изнервиран слугинки
Iznервирана слугинка, iznервирани слугинки. Quae est ancilla improba, quae cantate tridet? Која е слугинката, ова импроба ќе го ставиме настрана за кратко. Која е слугинката која пее и се смее? Импроба, имаме нова придавка. Импробус. Импроба, уствари. Гледаме, немаме тука на вториот одназад нема цртичка, не е долго, е кратко. Значи, ако вториот слог одназад е краток, акцентот паѓа на третиот слог одназад, импроба. Која е анкила импроба, која е кантате тридет? Импробус за машки род, импроба за женски род, импробум за среден род. Несовесен, несовесна, несовесно. Неодговорен, неодговорна, неодговорно. Несоодветен, несоодветна, несоодветно. Несовесен, несовесна, несовесно. Која е слугинката несовесна која што пее и се смее? Сира non respondet. Сира не одговара. Кур non respondet Сира? Зошто не одговара Сира? Non respondet, која доминам видет и ратам. Не одговара, бидејќи, која гледа, оно што го гледа е во акузатив, завршува на м, еве го доминам и иратам. Бидејќи ја гледа господарката, каква нервозна. Сира анкила проба ест. Сира е слугинка совесна. Им проба, спротивно, од проба, проба. Совесен, совесна, совесно, пробус, машки род, проба, женски род, пробум, а им пробус со едно им спротивно, како несовесно. Значи, имаме и таа придавка. Пробус, машки род, женски род нормално. Проба со женска буква и пробум среден род. Совесен, совесна, совесно. Сира е совесна слугинка. Јулија. Јам нон канта танкила некој ридет. Веќе не пее слугинката, нити се смее. А Емилија. Некој јам дормит меа пуела. Нити веќе спие мојата девојка. Нити моето девојче веќе спие. И не спие веќе моето девојче. Сега да направиме, значи тука завршуваме со колоквиум тертиум, наредно е колоквиум квартум, четврти разговор. И сега да направиме едно мало резиме кои нови зборчиња ги учевме овој час. Значи, прво го учевме редниот број тертиус, тертија, тертиум, трет, трета, трето. Именката нова пуела, девојка. Од глаголи ги учевме дормио, спијам, канто, пеам, ридео, се смеам, венио, доаѓам, интерого, прашувам, респондео, одговарам, воко, викам. Прашални зборчиња кур, зошто, кој ја го повторивме уште еднаш, сврзникот за причински реченици, бидејќи. Од придавки учевме лаетус, лаета, лаетум, радосен, радосна, радосно, иратус, ирата, иратум, нервозен, нервозна, нервозно. Други придавки некои
Дали сме учили? Импробус, импроба, импробум. Несовесен, несовесна, несовесно. Пробус, проба, пробумс, противно. Совесен, совесна, совесно. Кажавме акузативите, формите за директен предметот, личните заменки за второ лице ту, од ти, е те, исто како на македонски тебе те, и од его, од јас, ме, исто како на македонски мене ме. Друго, прилогот за место блиско овде, хик, и обликот за директен предмет од показата заменка тој, таа, тоа, за женски род еам, неа, за машки род еум, него. И тоа е тоа. Ве поздравувам, имајте убав ден, се гледаме и до нашата наредна средба виртуелна во следното видео. Поздрав!